Благодарам председателе, почитуван премиер, министри, колеги пратеници, почитувана македонска јавност. На денешната седмица на пратенички прашања ќе поставам 3 пратенички прашања и сите ќе бидат наменети за премиерот. По преземањето во 2017 година на кланот од Муртино и на кланот од Зајас, по формирањето на владата, се посегна по брутална партизација на секоја институција, вклучително и на безбедносните служби во Република Македонија, Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Најнапред беше донесен закон за Агенцијата за национална безбедност, со која престанува да важи поранешната УБК, во која што селекцијата на вработени беше вршена на нетранспарентен начин, спротивно на новодонесениот закон, без тест за интегритет и без полиграфско тестирање. И така, таа безбедносна служба беше преполнета со партиски послушници на СДСМ и ДУИ, кои исклучиво работеа и фингираа случаи за опозицијата, измислуваа лажни белешки со кои луѓето се носеа во притвор, отвараа случаи за кои беа користени оперативно-технички средства. Премиере, од оваа говорница во текот на минатите пратенички прашања откривте скандалозни детали за тоа додека СДСМ и ДУИ беа на власт, вас лично и ВМРО ДПМН како партија сте биле следени. Во тој момент искажавте бројни скандалозни детали за злоупотреба на институциите со примена на оперативно-технички средства. Дури наведовте дека над вашата куќа и кога сте оделе на терен во Прилеп се кревале дронови. Да не заборавиме дека според многобројни меѓународни извештаи, минатата влада беше наречена хибриден режим, додека истите овие продаваа приказна за Европа и се правеа поголеми европјани и од европјаните. Следењето на политички противници не е европска вредност. Ваквите методи се карактеристични за Орвеловите книги и за минатите комунистички времења, чиј наследник е СДСМ. За вашите изнесени детали, СДСМ се исмејува и објавува монтирани слики како одговор на вашите обвинувања. Во тој контекст, моето прашање е дали има нови моменти во насока на расветлување на овој случај и дали македонската јавност може да очекува докази врз база на спроведени истраги во рамките на институциите. Тоа е моето прво прашање. Што се однесува на моето второ прашање, исто така е поврзано со безбедносниот сектор, конкретно за работата на Министерството за внатрешни работи. Додека минатите владини функционери се луксузираа, криминалот и насилствата им царуваа по улиците. Сведоци бевме на секојдневни убиства, палење на коли, а им избегаа некои осомничени криминалци за тешки криминални дела. Им избегаа затоа што има селфи со минатите функционери на власт. Партизацијата во МВР, непрофесионалност и одмазната на неподобните за минатата владеачка гарнитура, оние кои што немаат членска книжка на СДСМ, беа трн во око. Со нивното доаѓање на власт, одма се изготвија над 1000 решенија спротивно на законот за полиција и спротивно на правилникот за кариерно напредување во МВР. Така СДСМ формираше своја партиска полиција, ги запоседнаа местата за да го контролираат криминалот. Буквално формираа паралелна партиска полиција и истите тие луѓе кои што ги поставија подоцна деа им ги апсеше затоа што беа главни дилери на дрога во Македонија. Цела македонска јавност беше сведок како поранешни функционери, како председател на собрание, председател на држава, па и министар за внатрешни работи, често беа сликани во друштво со наркобосови, кои наместо по македонските затвори, истите хараа по скопските улици и учествуваа во мафијашки пресметки, кои резултираа со десеттици убиства. Оваа афера само ни потврди дека државата станала гнездо, соработувала и закрила балкански и светски наркобосови, кои беа објавувани во медиумите во Бразил, кои се барале за убиства, криумчарење дрога, киднапирања и насилства. Македонија во минатата власт беше мека и медина за криминалците. За жал, тогаш имаше само празни флоскули од тогашниот министар за внатрешни работи Спасовски дека се расчистува со криминалот, но немаше нито една завршена истрага и правна разрешница, освен единствената акција Планина, која беше пробиена и во истата паднаа само ситните риби, а оние кои седеа на маса со нив и правеа селфи, им дојавија истите побегнаа. Од тука, моето прашање се однесува на тоа што се е пронајдено и запленето во акцијата која се уапси 18 лица, припадници на криминалните банди Бела Ноца Барон, и дали со оглед на фактот што целата македонска јавност знаеше за овие ликови и нивната активност, а поранешната власт
не гледаше или не сакаше да види. Има индиции за соработка и штитење на истите од страна на поранешни високи функционери. Тоа е моето второ прашање. Што се однесува на третото прашање, тоа е наменето за Ардан, во наводници, чист како солза Груби. Човекот кој што со патики од 2000 евра играше фудбал во владините институции, додека албанските граѓани мизеруваа, се селеа од државата, купуваа карти во еден правец за во западноевропските земји, додека немаа канализации, тој крадеше на грбот на албанските граѓани, создавајќи етнички тензии. Артан Груби беше клучен играч во минатата власт. Впрочем, тој беше премиер, а Ковачевски беше само една кукла која што требаше да потпише она што ќе му го каже Артан Груби. Десеттици случаи за криминал и корупција беа изнесени од тогашната опозиција ВМРО ДПМН, а сада само беа слепи и никако не смееше да се покрене истрага затоа што владата требаше да опстане на стаклени нозе. Премиере, иако Артан Груби беше клучен играч во владата на СДСМ, оттаму обвинуваат дека власта во договор со ДУИ го пуштила да избега надвор од државата. Според информациите објавени во јавноста, МВР имала сериозни докази за вмешаност на Груби и поранешниот директор на лотарија Перпарин Бајрами во криминални дејствија за кои и вие додека бевте во опозиција често зборувавте во јавност. Според информациите, при претресите се затекнати огромни финансиски средства, а според изјавата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, со проневерените пари се купувале имоти во земјата и странство. Моето прашање конкретно се однесува на тоа кој е вашиот став по ова прашање и што е превземено за враќање на Груби во Македонија и соочување со правдата. Ви благодарам. Благодарам. Пратеникот Јован Јаулевски постави 3 прашања до председателот на влада.